Здраво гости Варшави, здраво Македонија. Драго ми е што ве гледам овде. Имаме луѓе од гости, тоа ме радува. Сите ме инспириравте, прекрасни говори. Можам да кажам, направивме една мала анкета пред да правиме оваа трибина и можам да кажам слободно, има толку многу различни ставови, меѓутоа еден е заклучок дека македонците, граѓаните на Македонија поточно, ВМРО, СДС, ДУИ не сакаат да ве видат. Значи не сакаат ние некога да се спомнат. Ни кажуваат ДУИ, албанците, самите они ни кажуваат ДУИ не ми ги спомнува. Не сакам да чујам за нив. СДС, не сакам да чујам за нив. ВМРО, никако. Јас им велам, ние сме сосема друга опција. Ние сме опција за граѓанско општество. Значи, ние сме за граѓаните. Прв пат се појавува партија која што се бори за граѓаните. Искрено, честно. Сите ние си имаме своји заработки и не сме политичари, многу пати сме го кажале тоа. Маките не натераат да се бавиме со политика, затоа што јас не знам за вас, ама мене срцето ме боли повеќе да ја гледам оваа Македонија како пропаѓа. Мислам, не сме до толку малоумни, сите ние граѓани овде што живееме, сите гледаме, знаеме што се случува, нема потреба да ги спомнуваме сите дупки кои што они ги направија, кои што тенденциозно и намерно ни ги направија, за да дојдеме до оваа духовна беда. Не само материјална, и духовна беда. Секој човек на улица е загрижен, носи крстот, си го носи на грбот, а не може да го поднесе. Тежок му е. Значи, Бог се вели, ќе му даде толкова мака колку што може да ја поднесе. Нас изгледа ни дава многу поголема мака од таа што можеме да ја поднесеме. Демократи не се помируваат со оваа состојба, ќе се борат додека дишеме сите кои што сме овде. Сите се чувствуваме како едно и ќе им кажеме големо не за нив, а ние ќе се бориме за правото на секој граѓанин да може да си го искаже својот револт, да може да си ги каже своите визии, што го мачи. Отворени сме за вас, луѓе. Послушайте не сите, затоа што навистина демократи се единствената партија која што е отворена за вас. Долги години навистина патиме и страдаме и навистина душата не боли се тоа да го гледаме. Јас не знам дали вас ве допира и кој е ова дно, кое што ние треба да го допреме, за да изгледат 100.000, 200.000, ве повикував и 500.000. Јас пак ќе кажам, ако и 200.000, а камоли 500 да даде Бог, не знам зошто ви се плашеле граѓаните, дали некој ќе го отпушти од работа, дали ќе го оценува, кога во администрацијата почнуваат веќе да се бунтуваат. И таму кои што се оценети, стануваат и велат, ова веќе мене не ми се допаѓа. Не е само во прашање платата. И платата да им се даде и да биде 1000 евра, постои немање доволно свест, квантум на свесност, каде што сите ќе станат одеднаш и ќе кажат не на ова зло. Државата ни ја водат сатанисти, а овие им се кукли, марионетки, кои што ведно им служат, а ние мислиме дека се тие кои што знаат да водат државата. Сите научивме за сите 32 години дека тие знаат како да ја упропастат државата, а не да ја донесат онака како што треба. Ние се бориме за вистинска демократија. Сакам да ни поверувате сите, затоа што сите од срце зборуваме, мислам дека тоа го чувствувате. Сакаме Македонија да биде не да биде балканска земја, најдобра на Балканот, сакаме да биде европска земја која што ќе се истакне со прекрасна економија, со прекрасни луѓе, со тие интелектуалци кои што функционираат и тука се уште треба да се ангажираат и да се приклучат на овој фронт. Не знам зошто ќутат, зошто не зборуваат за отворени листи, зборуваат за еден систем, гласачки систем, меѓутоа не зборуваат за отворените листи.
Отворените листи се можноста на граѓаните да си ги одберат своите пратеници, тие да се борат за нас. Зошто? Затоа што пратениците се наши луѓе кои што ние треба да ги одбереме, тие да ни служат нам, а не ние да се подвинуваме на нивните злосторства и да ги веднееме главите и да не знаеме што да кажеме и како да се чувствуваме. Зарем тие треба да ни кажат дека сме ние македонци. Зарем тие треба да ни кажат како да го решиме спорот со Бугарија. Зарем не знаеме како треба во Европа да се движиме. Знаеме. Меѓутоа, потребна е маса на луѓе која што ќе се приклучи на фронтот на спас, за спас на Македонија, и затоа ве повикуваме да сте во што поголем број, затоа што така сме мокни, така сме единствени, и верувајте дека ќе успееме доколку бидеме единствени да победиме. Затоа што тие од власта самите нема да си се тргнат, тоа нема шанси, не можеме да го очекуваме. И како што кажа моите соговорници претходно, дека ова е фронт кој што можеби ќе трае подолго време, јас верувам дека ќе успее и знам дека ќе успее. Бидете